Главен избор за деликатес денес од менито на Ајде да јадеме. Нашиот нутриционист Антонио Вилковски ќе видат мафините, така што ако немате нешто паметно денес и мудро да изберете, доколку не сакате да се оптеретувате, да се малтретирате, ние нека биде нашиот избор денес од добро контентот, нека биде нашиот избор за вашиот избор на вашата домашна трпеза. И Антонио Вили, сефтете дека ќе го искористиме и всушност калапчето, кое што беше наменето специјално пред неколку месеци за утринската антена, ама денес овие мафини ќе го користат своето квалитетно време за калапчето. Добро ми дојде повторно и овој, мислам дека за прв пат сега стартуваме со тебе оваа седмица. Па така и минатата нели бевме понеделнички. Така беше? Да. Добро, ти си многу подобар во меморијата, јас веќе. Така што нели да почнеме со еден лесен рецепт што ќе може да се применува многу често затоа што многу брзо се прави. Баш убаво рече, ако некој нема идеја, може уште веднаш ако ги има состојките, а најчесто ова е некој вид на од овие прои, нешто малку модифицирано, така што не верувам некој да ги нема дома овие состојки, па може на брзински да се направи. Сега ќе дадеме дека фокусот или ќе апострофираме малку повеќе за спанакот, кој што често знаеме нели да го имаме во нашата трпеза, меѓутоа убави работи ќе откриеш, а инаку да што велиш, мафините може да се комбинираат. Дали ќе ставиме морков, пиперчиња, значи буквално со се може, да. Баш се добар начин како да се подметне зеленчук, нели, еден начин затоа што не мора да биде спанач, може да биде прас, може да биде сега млад кромит има, нели, може да се додаде различен зеленчук, може да се прави. Јас го одбрав сега нели со спанач, сега е актуелен, гледам дека го има баш убав млад спанач на пазар, па нели се одлучив, меѓутоа може да се менува зеленчукот кој да е. Да, сега за спанакот секогаш нели препорачано е нели и тој да се конзумира умерено. Сега интересно тоа што ми пратите како податок, искрено не знаев дека освен тоа што содржи нели оксалати што се антинутриенти, ја не знаев дека со железот има вака сега дискутабилност некој што ќе не ги споделиш. Меѓу другото, за тоа дека е богат со пестициди сум слушнал, ама ќе ни кажеш конкретно како се конзумира, за кој можеби конзументи е наменет, за кој може би треба да го избегнуваат и така натаму, додека го употребиме во мафините денес. Значи јас ќе го сечкам истовремено додека да не губиме нели. Ова е процесот на подготовка. Не знам сега Марина може. Тука имаме значи пченкарно брашно, сега место обично брашно ставам токовесни снеголки, инаку не дека не може со обично брашно да се направи, меѓутоа како варијација на тема. Може да се 2 јајца, чаша јогурт и четврт чаша масло со четврт чаша вода, значи ќе дојде некаде половина чаша. Еве како изгледа, да. Овој рецепт го најдов на некоја од овие на Facebook странициве и така што може некој ќе си го препознае. Го најдов пред некои 2-3 години и редовно го применувам дома, така што многу лесен за. Поздрав до творецот на менуто. Да, значи и печиво, прашок за печиво ќе се може да се стави. Јас нема да ставам сега. Да, нема да ставам сега затоа што нели нема да печеме за да не изреагира со јогуртот, меѓутоа се става и прашок и тоа се состојките. А што ме праша за спанаќот, да, спанаќот и покрај тоа што е доста богат со железо и со калциум, не е баш најдобар извор во исхраната, нели? Затоа што поради тие оксалати, нели, ја попречуваат апсорбцијата и не може да се искористи многу. Меѓутоа, нели, ако се обработи термички, со термичка обработка количината на оксалати се намалува, тие се антинутриенти, нели? Се намалува количината на оксалати и да речеме, еве ако го јадеме со сега има пиперки, патлиџани, храна која што има С витамин, веќе може да се зголеми апсорбцијата и на железото и на калциумот од спанаќот, така што ете, може во такви комбинации, меѓутоа да не се базираме на спанаќот за железо и за калциум најдобро. Значи доколку го потребуваме во салата да ги има да речеме состојки како што се другиве. Најдобро е да се додаде лимон или пиперка или домат, тоа ако се користи свеж. Сега баш поради тие оксалати, нека внимаваат тие што се склони на создавање камен во бубрек, да речеме. Затоа што оксалатите се врзуваат со калциумот, потоа прават некои формации кои што кристализираат и создаваат поголеми кристали, односно тоа се камења во бубрек. Тоа е за оние што има нели проблем, тогаш спанаќот би требало да го избегнуваат генерално. Или да не го јадат никогаш во свежа форма. За останатите, еве да речеме во ротација, посебно ако се прави нели смуди со спанаќ, со овоше, што е често. Да, што е доста често. Зеленилата нека ги ротираат. Нека биде спанаќот, да речеме, преку еден ден, чисто за безбедно. Само да прашам, која е разликата во оној беби спенач и
да речеме овој зрелиот, ајде како да го кој што често го употребуваме. Да речеме нели во салатите најчесто па и беби спиначот да го користиме. Да, затоа што има помека структура, да. Помека структура, овој потврста веројатно можеби има и повеќе диететски влакна, овој другиот. Ама вредностите се вредностите се тука некаде, да, нема некоја. Тоа се различни сорти на спанач практично, што меѓу кои што не може да се направи некоја голема разлика. Можеби разликата е меѓу свеж спанач или изготвен, свеж спанач или замрзнат, тука некаде може да има разлики, а во типовите на спанач тоа исто како да споредуваме, не знам, некои типови на домати или типови на моркови, ги имаат горе бучерот розевиот или со горе долу ги имаат истите карактеристики. Или доматите да речеме, така варијации. Значи, овде имаме пченкарно брашно, овде имаме овесни снеголки, овде како користам ситни за да бидат по-рофитин или мафините. Потоа, сега тука добро би било нели да се додаде прашок за печиво и ова да се промеша убаво пред да ги додадеме течните состојки. Кажав зашто не ставаме. Некој 100 грама ситно насечкан спанач, нема потреба претходно да се бланшира. Супер. Може одма да се искористи. Ставаме нели 2 јајца реков во оваа комбинација. Ќе оставиме маслото и водата. Одлично. Тоа е и уште јогуртот. Да, една чаша јогурт и тоа е тоа. И нормално сол ќе додадеме. И тоа сето ќе се измеша, ќе го распоредиме во калапчињава. Обично излегуваат некаде 12 би требало да излегуваат мафини, да. И доста држат ситост, можам тоа да гарантирам, затоа што сепак се една убава комбинација и на протеини, и на диететски влакна, и на масти. Убави се состојките кои што држат што велиш ситост. Доста се содржани, така што може со неколку мафини да се најде човек или пак едноставно да ги придружува со некој домат или уште нешто што би сакал да ги искомбинира и ќе си има комплетен оброк. Како велиш дека спанакот најчесто ставен во категорија како dirty dozen, така беше? Да, таа е листа значи на зеленчук и овоше што се објавува редовно секоја година, се обновува горе долу исти се сите исти се зеленчукот и овошето. Наводно оние кои што се најчесто третирани, најчесто прскани, односно најчесто имаат остатоци од пестициди. Меѓутоа во светот на диетичари и нутриционисти на запад се вели дека треба таа листа на која што патем речено нели се наоѓаат спанаќ, нектарини, јаболка, јагоди. Јагодите мислам дека се и на прво место. На прво место, да, претпоставувам дека. Така, едноставно да се укине, затоа што народот и така многу малку јаде овошје и зеленчук. Уште ние да го исплашиме со некоја си dirty dozen листа. И да го изградиме целосно, елиминираме, потоа што ќе остане и комплетно нема веќе никој да јаде ни овошје ни зеленчук, затоа што нели со тие заплашување тоа е канцерогено, тоа е не знам што. Премногу веќе имаме. Мислам дека малку повеќе се претерува со тие категоризации. На крај краишта читав и некаде испитувања дека остатоците од пестициди во оваа храна што е наброена на таа листа dirty dozen практично и не се толку големи да може да наштетат на организмот. Значи се во некоја да не се штетници тука. Да, во некој ниво на дозволени граници. Дури и со некои типови на зеленчук и не се ни наоѓала разлика со органскиот зеленчук и овоше нели. Органските варијанти сакам да кажам. Така што јас сепак мислам дека и со конвенционално одгледани зеленчук и овоше може да се биде здрав. Нормално кој кога може или има пристап до што е можно поприроден начин на одгледување, тоа е секогаш број 1. Тука нема дискусија. Меѓутоа да се ограничуваме и да не јадеме зеленчук и овоше затоа што се плашиме дека е да некоја за човечкиот поредок, мислам дека едноставно во период кога скоро никој не јаде нели овоше и зеленчук. Освен во одредени периоди. Ти веројатно многу повеќе затоа што сега имаш малце поголема јасна слика и визија со оглед на тоа дека веќе го работиш тоа со своји клиенти. Јас пак имам нека визија дека тоа многу веќе се користи во дури напротив, знаеш како, јас прво обично кога соработувам со клиенти, првично им давам еден прашалник да го на кој што за да не губиме време нели на првата контрола за да може да дискутираме на други работи, кога има прашање колку конзумирате овоше и зеленчук, пишува често или секојдневно така нешто и на крај од тоа излегува дека под овоше и зеленчук не ми пречи да ги конзумирам, а не дека нешто многу редовно се конзумира. Или под салати се подразбира шопска салата. Значи, must have на листата поточно може да го елиминираат, ќе дадат
предност на нешто друго. Ако го имам на масата ќе го јадам во тој стил некако повеќе. Така што јас немам впечаток дека баш нешто многу се конзумираат и овошето и зеленчукот, така што јас не би ги ставил толку во листата на опасни. Можеби со спанеќето нешто е друго проблем што дел од оние растенија како и марулата, нели зелените растенија што често знаат да ги црпат тешките метали од почвата, нели почвата е загадена сега. Да, и именно е за дигресија мало. Тоа го слушав и од педологот Татјана која што беше во нашето студио пред месец и половина кога говоревме за проектот сега што се случува нели низ светот Save the Soil и спасија почвата, дека всушност нели доста има во храната нели за жал апсорбција на овие тешки химикали. Меѓутоа имам слушнато пак дека нели и како што кажа, еве, баш за спанакот некои работи и теории кои што баш ми беа така некако фрапантни за спаначите меѓу оние што најмногу ги црпат, значи тие тешки метали од почвата. Сега нели можеби спаначот е од оние растенија што треба да подразмислиме од почисти краишта ги купуваме. Не значи дека треба да се ограничиме. На крај краишта организмот треба да се научи да ги исфрла тие токсини, нели не преку оние детокси што се популарни, туку едноставно со исхрана која што ќе содржи доста диететски влакна, витамини, минерали. Исто така селенот се вклучува во групата на тие, како да кажам, елементи кои што можат да придонесат овие тешки метали да ги исфрли на некој начин организмот. Значи да вложиме колку што може повеќе со подобар начин на исхрана, да го на некој начин да му овозможиме на организмот да се прочисти. А другото, нели, останува не можеме да се одделиме на крај краишта, посебно еве ако купуваме нешто од скопска околина. Не можеме ние да се одделиме од загадени овоши зеленчуци, нели. Не е замисливо дека во Скопје имаме чиста почва или воздух. За жал. Така што не можеме па и да се оставиме без овоши и зеленчук. Така што добро миење. Да, добра исхрана која што ќе придонесе организмот да самиот да се прочисти, разновидност на храната, тоа е тоа што можам вака да го препорачам и можеби и некои суплементи кои во консултација со фармацевти или со доктор, ако веќе баш некој чувствува дека има премногу метали внесува во храната, така што мислам дека тоа е подобар начин. Само да те прашам дали сум во право или не, ќе ми каже сега вака можеби од твој аспект како нутриционист. Често знаат да кажат дека зелените плодови, како што се марула, нели, спанак и така натаму, блитва, што си имаме рукола, нели, така натаму, знаат често да бидат и предизвик да му дадат на телото поточно со камења, да создават камења во бубрек. Не знам дали тоа е точно? Значи, спомнав тие што се склони на такво нешто, значи на камен во бубрек поради оксалатите. Сите зелени, да речеме, така? Да, зеленилата, да, затоа што се врзуваат нели со калциумот. Меѓутоа тоа е ако веќе некој организам е склон, да речеме, на создавање на камен во бубрек, да. Меѓутоа еве да речеме да избегнеме опасноста, пак ќе речем. Редовно менување на зеленилата. Прво тоа, второ, да не биде секој ден спанак, туку да биде спанак, па утре не дека има штетно, ама да речеме чисто за безбедно. Или од друга страна, како блитвата, како спаначот, едноставно се обработа термички. Со тоа оксалатите се намалуваат дури за некои 50%. Да. На спаначот доволно му е во врела вода и само 1 минута. Значи ништо повеќе, да ги исфрли своите голем дел од оксалатите да отидат во водата. Блитвата некои 2 до 3 минути. Или со кратко бланширање, поточно тоа е бланширање или со кратка термичка обработка, како и да е. Еве ако некој толку се плаши, нели, може едноставно спанечот да не го јаде свеж. Сега ќе ризикува да има помалку С витамин или помалку фолат, односно фолна киселина, меѓутоа ќе ја снабди од друга храна, така што ќе компензира на некој начин. А разликата помеѓу замрзнат и свеж? Меѓу замрзнат и свеж дури некогаш сум јас и повеќе за замрзнат, затоа што свежиот може на пример ако стои на собна температура некаде 3-4 дена, еве да речеме, го оставаме на собна температура, фолатот или фолната киселина воопшто и да не постои после тоа. Значи тоа е еден од битните Б витамини. Исто така со чување во фрижидер подолго време може да некој од витамините нели да на некој начин да се намали нивното ниво, а додека кога е замрзнат најчесто нели производителите кратко го бланшираат или го замрзнуваат. Така што многу малку се губи и може да биде дури похранлив
отколку свежиот спанач. Ако се подготвиме за зимските денови кои што ни предстојат, замрзнат спанак никогаш не е една одмети. Ние нели сега велиме секогаш, тоа е таа убава наша магија на крај кога ги имаме подготвено. Всушност овие се печат на 200 степени, некои 20 на минути, не им треба ништо повеќе, може да ставиме и сусам, еве ја ставив и сусам. Одлично изгледаат, прекрасно мирисаат. Сега ќе ги споделиме и со стојките, чисто да се ги имате нели доколку сакате да се ги запишете, доколку еве ги со стојките од спанак, мафини од спанак и уживајте всушност во денешното мени. Се надам дека некогаш сме навистина еден плюс во денот за оние кои што вистина немаат можеби идеја што да се направи денес лесен и вкус здрав оброк мафини од спанак од менито на Ајде да јадеме. Супер. Ова е на крајот мора да признам дека е одлична комбинација со јогурт или кефирот. Може јогурт, кефир, може зеленчукова супа па дојде како лепче. Така да има добра комбинација во таква една комбинација со зеленчук. Остануваат уште неколку епизоди до крајот на сезоната и јас вистина ќе ти заблагодарам што и конзистентност постои во нашето излагање, што си секогаш стручен за нашите луѓе и секогаш достапен за утринската тилма, така што се гледаме следна седмица со нови производи од твоето мени. Ти благодарам уште еднаш. Антони беше тоа со нас во ова издание на Оброкот на денот.